Почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, почитувани медиуми, денес имаме точка предлог на одлука за разрешување на Комисијата за прашање на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија. Во врска со овој предлог, колку што го слушнав председателот на Собранието на 24 вести, тој кажа дека точката треба прво да се гледа во матичната комисија, а потоа да има расправа во Собранието. Сега се прашувам дали Собраниево денес работи полуделовнички или деловнички го менувате колегата. Но мојот заклучок е дека ниту деловнички работите, ниту поделовник, односно работите онака како што вам ви одговара, затоа што почитуваниот колега Зендели во комисијата може да се гласа по свое убедување, а тоа вам во случајот не ви одговара. Ова е преседан, но така почнавте со владење, насила и со преседани. Се сеќавате како е избран председателот на Собранието на Република Македонија? Насила. Дали знаете со колку гласови е избран? Не знаете. Дали има записник? Никој не знае. Требало да се почитува волјата на граѓаните и затоа го менувате колегата од комисијата. Па знаете дека во 2016 година ги изгубивте изборите, па спротивно на волјата на граѓаните формиравте влада. Премиерот го избра народот по волја на сегашниот зборуван премиер, по волја на граѓаните не, но политиката поддржана од Сорос продолжува и понатаму. Имаме 4 кризи и наместо тука да разговараме за тоа како да им помогнеме на граѓаните, како полесно тие да ги пребродат овие кризни состојби за кои сите вие сте виновни, затоа што не знаевте да се справите со здравствената криза, вие ја направивте енергетската криза, економската криза, топлинската криза. Ние, наместо за тоа да зборуваме, дебатираме за промена на еден член од комисијата. Зошто? За да се реализираат вашите партиско-коалициони владини одговори. Наместо уставните суди да се изберат со консензус, вие сакате вашата иднина и иднината на вашата влада си осигурате. Со ваквото судство, знаете кога ние ќе добиеме датум за преговори за Европска Унија? Никогаш. Со 111 место за корупција и криминал, со Македонија до пред 2 недели припаѓаше во категоријата на хибридни режими, според индексот на демократијата на Економист, никогаш нема да добиеме. Не да го смените името, неверата да ја смените, нема да добиеме датум со оваа работа на која што вие работите. Но, почитувани граѓани, дали знаете зошто ова се прави денес? Затоа што владата, предводена од СДСМ и ДУИ, се свесни дека ја сгрешија работата и им се ближи крајот. Под превезот на паролата нема правда, нема мир, дојдовте на власт, ги затворивте уставобранителите кои го штитеа Уставот на Република Македонија, а оние кои го кршеа Уставот се сега во парламентот и во владата, за да ги заплашите граѓаните и како резултат на тоа, после 5 години владење, ја донесовте државата не до дното, испод дното. Не знам дали има подолу од ова. Сакајки да кажете дека еве се грижите за граѓаните, всушност сакате да си носите закони за вас,
да менувате закони, за да можете да си ги заштитите криминалите во вашите редови, гласајки уставни суди кои ќе судат по ваша желба, наместо стручни и компетентни, кои одлуките ќе ги носат по законската регулатива, вие ќе изберете уставни суди кои ќе судат по законите на СДСМ и ДОИ. Тоа е политичка партизација, типична на судството, на образованието и на сите сфери од општественото живење. После ова цунами, кој што го донесовте во државата, тешко на овој народ, туку да ви кажам да си одевте заедно со вашиот претходен премиер, единствениот аболициран криминалец, ќе беше најдобро за сите нас. Ви благодарам.